Есотериската традиција ни пренесува дека во едно дамнешно време на одредени луѓе им биле пренесени учења и знаења кои кога се применети овозможуваат доминација над обичните луѓе. Чувањето и пренесувањето на овие посебни знаења ја наметнало потребата од посебни церемонии за воведување во овие тајни наречени иницијации и посебни организации на иницирани луѓе што ние, заради поедноставување, ги нарекуваме тајни друштва. Вистински тајни друштва не би требало да постојат, зашто апсолутната тајност би значила и целосна затвореност како за нови членови, така и за евентуалното влијание кон надворешниот свет. Постојат тајни друштва и друштва со тајни. Најголемиот број друштва денес се друштва со тајни, односно јавни организации кои ја држат како тајна својата внатрешна работа, ритуали и иницијации. Најтипичен таков пример се масоните, кои од 1717 година наваму постојат јавно, но нивната работа е достапна само за иницираните членови. Ако се предадеме на лавината од податоци и полувистини, што денес во ерата на интернетот доаѓаат од сите страни, може да ни се случат редица работи. Параноја е најчестата и најверојатната појава ако личноста лесно потпаѓа под влијание, додека претерано неверување и скептицизам ако податоците се премногу сензационалистички. Во секој случај ништо добро не доаѓа од редицата канали, телевизии или книги кои зборуваат за заговори на тајни друштва, додека главната намена е да понудат сурогат вистина во форма на лесна забава и одвлекување на вниманието. Запаметете, живееме во едно исклучително време, во кое ја имаме оваа моќна алатка наречена интернет. Што и да слушнете, дури и од мене, внимателното и паметно пребарување на интернет ви овозможува да ја филтрирате лавината од информации, дезинформации, ефтина забава или несмасни шеги во форма на шпекулации. Сега, моќта за филтрирање информации исто така зависи од количината на книги прочитани на соодветната тема, а во нашиот случај темите се секако генерална историја, историја на религии, историја на тајни друштва, окултна литература и многу друго. Се надевам знаете дека вистинските библиотеки треба да бидат во вашите умови, а новите податоци како нови книги треба да се редат на полиците на тие библиотеки. Тајноста е таа што ја скокотка фантазијата. Многумина би се почувствувале важно доколку се во посет на тајни знаења. Многумина би посакале да станат дел од тие тајни друштва само заради престиж. Бидејќи човечкото его и суетност се интересни феномени, понекогаш низ тие процепи на велот на тајноста наречени човечки карактер протекуваат информации, за да ние денес сепак имаме податоци за овие мистериозни организации. Книгата, која со своите приказни не води далеко во историјата на човештвото, е секако Библијата. Во најмистериозната книга, книгата Битие, во 6 глава читаме: А кога луѓето почнаа да се множат на земјата и ќерки им се народија, тогаш синовите Божии, гледајќи ги ќерките човечки дека се убави, ги земаа кои што ги сакаа за жени. И рече Господ Бог: Духот мој нема вечно да пребива во луѓето, зашто тие се тело. Ете деновите нивни нека им бидат 120 години. А имаше во тоа време џинови на земјата, особено пак кога синовите Божии почнаа да влегуваат при ќерките човечки и тие почнаа да им раѓаат. Тоа се силните луѓе, прочуени од старото време. И толку. Понатаму продолжува приказната за Ное, но ова чудно, речиси бизарно размножување меѓу битијата именувани како синови Божии и ќерките човечки веќе не се спомнува. Како да не постои, а сепак овие кратки стихови ни кажуваат дека породот од овие заедници се всушност хероите на древното време. За среќа, за наша голема среќа, овој идентичен стих го наоѓаме во апокривната книга на Енох, во која не само што приказната е раскажана во целост, туку и се споменати имињата на овие условно речено синови Божии, или Бене Елохим како што стои во еврејскиот оригинал.
Самјаза е нивниот водач, додека Еве само дел од повпечатливите имиња. Аракиба, Рамаел, Закиел, Сатарел, Армарос. Зошто ја спомнувам овде оваа приказна? Овие синови Божји, преку своите земни жени, на човештвото му пренесуваат знаења кои биле тајни и надвор од поседот на обичниот човек од тоа древно време. Ми се чини, самиот текст на книгата на Енох единствено добро би ја опишал сцената која ни е пренесена и нејзините последици на текот на историјата. Азазел ги учеше луѓето да прават мечови, ножеви, штитови и оклопи и ги запозна со металите на земјата и како да ги обработуваат, и белезги, украси и употребата на антимон, разубавувањето на очите и сите видови на скапоцени камења и тинктури за правење бои. И се стори голема безбожност, и тие правеа многу разврат и застранија во отпадништво во секоја смисла. Семјаза ги учеше волшебства и сечење на корења, Армарос отстранување на волшебства, Баракијал ги учеше астрологија, Кокабел за созвездијата, Езекел знаењето за облаците, Аракел ги учеше за знаците на земјата, Самсиел за знаците на сонцето, а Сарил за месечевите мени. И како што човештвото исчезнуваше и плачеше, а плачот се чу до небото. Овие две книги ни зборуваат за едно древно предпотопно време, една древност толку далечна што многумина одбиваат оваа нарација да ја прифатат за историја, едноставно нарекувајќи ја митологија. Мојот метод од секогаш бил едноставен, наместо символичното толкување на митологијата како чиста човечка фикција за необјаснивото, да ја толкувам во најбуквалната можна смисла, како древна историја, оддалечена од нас илјадници или десетици илјади години. Она што за мене е очигледно е дека овие така наречени богови имале своји потомци со земни жени. Овие потомци во одреден момент во историјата, особено онаа постпотопната, почнуваат да го завземаат местото што претходно го завземале боговите. Целиот систем на владење и надмок на една мала група над мнозинството секогаш па и денес била возможна само со поседување на посебно знаење кое овозможува супериорност. Оваа мешана крв на богови со земни жени денес ја знаеме како благородништво, додека мистериозното обожување на нивните татковци и мајки, кои денес се во тајност, ја знаеме како религија. Главната причина за тајно организирање во друштва кои имаат посебен јазик, посебни ритуали и поздрави, посебна церемонијална облека и лозинки е одржувањето на оваа структура на моќ што овие луѓе ја поседуваат. Додека ние обичните луѓе се залажуваме со племенска припадност, нации, раса, јазик, религија, политичка идеологија или било што друго, на овие луѓе тоа им е само добро средство во нивниот универзален метод раздели па владај. За нив целото човештво е поле на една игра во која тие на некој чуден начин секогаш се најдобри. Замислете еден експеримент кој трае илјадници години, во кој се менуваат и поднебја, и јазици, и религии, и економски системи, и најважно од се, технологијата на системот наречен цивилизација е во постојано унапредување. Цивилизацијата е всушност нашето робство, а технолошкото унапредување само ги прави оковите суптилни и невидливи. А сепак, денес повеќе од било кога светот е полн со тајни организации за кои во најдобар случај знаеме како се викаат и речиси ништо друго. Движечката сила во и околу овие организации некои ја нарекуваат црно благородништво. И нивното присуство е речиси иманентно секаде каде што сме сведочеле или ќе сведочиме создавање на империја. Секогаш во елитата која владее со империјата ги наоѓаме овие малкумина кои со сласт и уживање владеат со мноштвото. Секогаш во империјата има и империјална лингва франка, на која глеј чудо ден денес се запишени нивните истории. Дали се тоа епот за Гилгамеш, дали се тоа еповите на Хомер, Илијада и Одисеја, а Енеида на Вергилиј, еповите на далекиот исток како Рамајана, Махабхарата или Багават Гита,
или дури и книгите на предколумбиските американски народи како Попол Ву ја раскажуваат истата приказна. Питагорејството било и филозофска традиција и религиозна практика. Како религиозна заедница тие се потпирале на устни преданија и го обожувале питискиот Аполон, оракуларниот бог на Делфиското пророчиште. Питагорејците проповедале строг живот. Тие верувале дека душата е погребана во телото, кое во овој живот делувало како гроб за душата. Највисоката награда што човек можел да ја постигне било душата да се вклучи во животот на боговите и на тој начин да го избегне циклусот на реинкарнација во друго човечко тело. Како и практичарите на орфизмот, религиозна традиција која се развивала паралелно со питагорејската религиозна практика, питагорејанството верувало дека душата е закопана во телото како казна за сторениот престап и дека душата може да се прочисти. Освен тоа што го воделе својот секојдневен живот според строги правила, питагорејците исто така се занимавале со ритуали за да се постигне чистота. Античкиот историчар и скептик филозоф од 4 век Хекатај од Абдера тврди дека Питагора бил инспириран од древната египетска филозофија во неговата употреба на ритуалните прописи и неговото верување во реинкарнација. Империја која ни е најлесна за разбирање е секако римската. Оние на далекиот исток како намерно да ги забораваме, иако потеклото на се што денес имаме како култура и цивилизација на Западот изворно потекнува од таму. Во Рим, тајно иницијациско друштво пар екселанс е митраизмот. Митраизмот е оригинално персиско учење кое си го има најдено својот пат до елитата на империјата и војската во Рим. Митраистите имале сложен систем од 7 степени на иницијација и заеднички ритуални оброци. Иницијантите се нарекувале себе си синдексои, односно оние што се обединети со ракување. Системот на иницијација имал 7 степени кои биле во сооднос со 7 свети планети. Овие степени, символи и планети се: 1. Коракс. Символи му се Гавран, Чаша и Кадуцеј. Планетата е Меркур. 2. Нимф. Символи му се ламба, звоно, превес, круг или диадема. Планета Венера. 3. Војна опрема. Символи: торбичка, шлем, копје, барабан, каиш, оклоп. Планета Марс. 4. Лав. Символи: батилум, систрум, ловоров венец, гром. Планета Јупитер. Персијанец. Символи: кукаст меч, фригиска капа, срп, полумесечина, звезди, праќа, торбичка. Планета Месечина. Хелиодром. Символи: факел, слики на Хелиос, круна со зраци, камшик, наметки. Планета Сонце. 7. Патер. Символи: патера, митра, пасторски стап, рубинов прстен, качулка, дезенирани наметки обложени со скапоцени камења и метални нитки. Се смета дека митраизмот бил иницијацијски култ наменет само за мажи и денес е општо познато дека неговата структура е основа на римското христијанство, воведено во 4 век. Наспроти воспоставеното верување дека христијанството го следи соларниот култ, од оваа иницијацијска структура се забележува дека врховното божество за митраистите бил Сатурн, односно тајното сонце. Во средниот век, за своевидни тајни друштва можеме да ги сметаме редицата монашки редови, во прв ред доминиканците, а во помала мера и францисканците. Манастирите во средновековна Европа биле единствените места каде се пренесувало знаењето преку макотрпна работа на припишување на ракописите, додека монасите и клирот биле единствените во состојба за читање и пишување. Токму во ваква средина го наоѓаме идеологот на најмистериозниот средновековен ред, цистеријанскиот опат Бернар од Клерво. Темпларите се создаваат на фонот на првата крстоносна војна. Да, нивен основач е Игде Пајен. Да, тие се формирани со согласност на патриархот на Ерусалим и кралот на Ерусалим, подоцна и со поддршка на римскиот папа, но идеологот и движечката сила на овој ред е Бернар од Клерво, подоцна Свети Бернар.
Тој во тоа време важел за исклучителен теолог и врвен интелектуалец. И со таа способност успева да спои две до тогаш неспоиви работи во христијанската традиција, а тоа е монашкиот повик и витештвото. Првото е секако молитва, пост и свештеничка работа, додека второто подразбирало убивање. Така благодарение на овој би рекол гениален ум, на историска сцена се појавуваат едни од првите елитни војници, витезите темплари. Темпларите и покрај својата појавна скромност и сиромаштија, успеваат да добијат дел од кралската палата во Ерусалим како свое седиште. Токму оној дел во Ерусалим на кој и денес ја наоѓаме Омеровата џамија или куполата на Карпата. Ова место се верува дека било дел од некогашниот Соломонов храм, па оттаму редот го зема името сиромашните војни на Соломоновиот храм или скратено темплари. Темпларите биле воена, а подоцна поморска, трговска и финансиска сила, кои имале огромна наднационална автономија и единствен авторитет кому му полагале сметка бил папата. Тие имале тајни исповедалници и ритуали на иницијација кои до ден денешен се предмет на дебата. Оние кои ги имаат гледано моите две видеа на оваа тема, имаат малку поширок увид во историјатот и мистериите на овој монашко-витешки ред. За оние што не ги имаат гледано, можат да ги погледнат видеата во описот. Колку што биле мистериозни темпларите во нивното двовековно постоење, толку нивната мистерија станува поголема по петокот 13 октомври 1307 година, кога по наредба на францускиот крал Филип Убавиот и со одобрение на папата Климент V почнува нивното апсење, а со тоа пропаста и заменувањето на редот во илегала. За нивните ритуали, податоци за жал имаме само од изворите на инквизицијата. Бидејќи били изнудени под присила, не можеме во целост да ги земаме за меродавни и вистините. Моќта на темпларите, како што рековме, не била само воена, туку заради финансиската моќ со која располагале, во тоа време ги имале најдобрите бродови, најдобрата расположлива технологија и помагала. Нивното заминување во илегала, основано или не, ќе ги потхрани легендите за потеклото на многу други тајни здруженија. Според мене, оние здруженија и редови што денес се представуваат за темпларски се само шарлатани и позери, додека благодарение на моите истражувања, поверојатно ми се чини транзицијата преку вековите тајност во нови здруженија како што се масоните. Суверен воен ред на Малта или официјално суверен воен болнички ред на Свети Јован Ерусалимски, Родос и Малта, попознат како редот на Малта или витези од Малта, е католички лаички верски ред, традиционално од воена, витешка и благородна природа. Иако не поседува територија, редот се смета за суверен ентитет според меѓународното право. Редот се повикува на континуитет со витезите хоспиталиери, витешки ред кој бил основан околу 1099 година од блажениот Жерар во кралството Ерусалим. Редот е предводен од избран принц и голем маестор. Мото на редот е одбрана на верата и помош на сиромашните. Редот ја почитува Дева Марија како своја заштитничка, под титулата Богородица Филермос. Членството на редот вклучува околу 13.500 витези, дами и капелани. 33 од нив се прогласени за религиозни витези на правдата. До 90-тите години највисоките класи на членство, вклучително и офицерите, бараат доказ за благородната лоза. Во поново време беше отворен пат за витези и дами од најниската класа да бидат специјално издигнати во највисоката класа, што ги прави подобни за функцијата во редот, без притоа да се аристократи. Денешната улога на редот во голема мера е фокусирана на обезбедување хуманитарна помош и помош во меѓународните хуманитарни односи, за која цел има статус на постојан наблюдувач на Генералното собрание на Обединетите нации од 1994 година. Редот вработува околу 52.000 лекари, медицински сестри, помошници и болничари, подпомогнати од 95.000 волонтери во повеќе од 120 земји. Тие им помагаат на децата, бездомниците, инвалидите,
постарите и неизлечиво болните луѓе, бегалците и лепрозните широм светот без разлика на етнос или религија. Преку своите тела за помош низ светот, редот им помага на жртвите на природни катастрофи, епидемии и војни. Редот одржува дипломатски односи со 113 држави, вклучително и Македонија. Склучува договори и издава своји пасоши, монети и поштенски марки. Неговите две централни згради во Рим уживаат вон територијалност и одржува амбасади во други земји. При мојата посета на Рим, случајот сакаше да ги направам овие неколку фотографии токму пред нивното седиште кое се наоѓа во центарот на Рим, непосредно до Трајановиот форум. Новинската агенција Агенција Национале Стампа Асочата ја нарече најмалата суверена држава во светот. Тројцата главни службеници се бројат како граѓани. Иако редот е наблюдувач на Генералното собрание на Обединетите нации од 1994 година, и ова му беше доделено со оглед на неговата долгогодишна посветеност во обезбедувањето хуманитарна помош и неговата посебна улога во меѓународните хуманитарни односи. Истата категорија ја имаат и други недржавни субјекти, како што се Меѓународниот олимписки комитет и Меѓународниот комитет на Црвениот крст. А со оглед дека по распадот на темпларскиот ред, многу витези темплари имаат преминато кај хоспиталците, можеме да заклучиме дека токму овој ред можеби се уште чува дел од автентичните темпларски тајни. Редот Хашашин или асасини бил низариско-исмаилски ред кој постоел помеѓу 1900 и 1275 година. Асасините биле основани од Хасан и Сабах, а државата е формирана во 1900 година по заземањето на замокот Аламут во планинскиот венец Алборз во Персија, кој служил како седиште на асасините. Замоците Алмут и Ламбасар биле основа на мрежата на исмаилските тврдини низ Персија и Сирија, кои го сочинувале столбот на моќта на асасините и ги вклучувале сириските упоришта во Масјав, Абу Кубајс, Ал-Кадмус и Ал-Каф. Западниот свет беше запознаен со асасините со делата на Марко Поло, кој го толкува името како дериват од зборот хашиш. Додека асасини обично се однесува на целата група, само група ученици познати како фидаи всушност оделе во борба. Омилен метод на убивање им бил со кама, нервен отров или стрели. Асасините представувале значителна стратешка закана за власта на фатмидите, абасидите и селџуците. Во текот на речиси 200 години тие имаат убиено стотици, вклучувајќи тројца калифи, владетел на Ерусалим и неколку муслимански и христијански водачи. Денес во многу јазици зборот асасин се употребува да означи убиец. Масоните на јавна сцена излегуваат со обзнанувањето на формирањето на големата обединета ложа на Англија. Подоцна, широм светот се рашири излегувањето во јавност на многу други ложи, кои неретко имаат и ритуали и митологија различна од она на големата обединета ложа на Англија. Таков пример е францускиот Ориент. Денес, по повеќе од 3 века од излегување во јавност, да се зборува за масоните во едно видео е малку, камоли во дел од едно видео. Подолго време ги подготвувам нацртите за едно такво видео, но обемноста на материјалот и мојот перфекционизам се уште ме спречуваат да го направам тоа видео. А ветувам, ќе го направам. Масоните се класичен ред со тајни. Нивното постоење е јавно и нивните храмови лесно може да се посетат и од обичните посетители широм светот. Тајноста се сведува на самите ритуали, тајни поздрави и лозинки. Во основата на нивната митологија се чудни и напати несватливи метафори со кои сакаат да го убедат светот дека нивното спекулативно градителство, а нели масонерија значи градителство, се заснова на реалното градителство на катедрали од средниот век. Ако подлабоко се погледне нивната митологија, ќе се види дека се врти околу тајните кои ги поседувал наводниот градител на Соломоновиот храм, ликот по име Хирам Абив. Овој лик е апокрифен, односно го нема во канонската Библија.
така што можеме да претпоставиме дека неговото значење дополнително треба да биде истражувано. Со оглед дека во светот има само уште еден ред кој е така блиску поврзан со Соломоновиот храм, а тоа се витезите темплари, мојот заклучок е дека сета масонска митологија е всушност испливување на темпларските традиции, легенди, практики и ритуали. Професорот Алесандро Барберо, повикувајќи се на израелски археолози, вели дека докази за постоењето на Соломоновиот храм нема. Знаејќи го ова, мене ми светна извадокот од Евангелието по Јован каде се вели: И им одговори Исус и рече: Урнете го овој храм и за 3 дена ќе го подигнам. А јудејците рекоа: Овој храм е граден 46 години, а ти за 3 дена ли ќе го подигнеш? Но он говореше за храмот на своето тело. А кога воскресна од мртвите, се сетија учениците негови дека за ова беше говорил и поверуваа на писмото и на зборот што го беше рекол Исус. Ова мистерија, дека храмот сме всушност самите ние, и ние сме дом и за Бог и за Светиот Дух, и дека тајните на Хирам Абив се всушност градителските тајни на храмот наречен човек, е нешто што го немам прочитано никаде. Тука ете би можел да речам дека ми дојде како вдахновение. Затоа градителската символика доаѓа многу згодно за маскирање на изворно темпларските и подоцна масонски тајни. За да се биде масон треба да се биде честит човек на добар глас во средината во која што се живее. Влегувањето во редот обично оди по препорака, а основен предуслов е исповедањето на вера во монотеистички Бог. Масонството е секуларна организација, но во себе има многу религијска и езотериска материја. Јас како лаик и некој кој на масонството гледа однадвор, сметам дека во нивните ритуали и учења се согледува сета тајна доктрина и ритуали на темпларите, а преку нив и на асасините и кој зна кои други учења од истокот со кои стапија во допир темпларите за време на нивниот крстоносен престој во светата земја. Розенкројцерството е духовно и културно движење кое се појавува на почетокот на 17-тиот век, по објавувањето на неколку текстови кои му најавуваа на светот нов езотериски поредок. Розенкројцерството за свој символ го има ружиниот крст, од каде доаѓа и името. Постојат редица розенкројцерски организации, вклучувајќи ги редот на Златниот и Ружиниот крст, Розенкројцерското друштво во Англија и Херметичкиот ред Златна зора. Помеѓу 1610 и 1615 година, два анонимни манифеста се појавија во тогашната Германија и набрзо потоа беа објавени низ цела Европа. Fama Fraternitatis Rosae Crucis, славата на братството на Ружиниот крст, беше распространета во ракопис меѓу германските окултисти уште од 1610 година, а објавена во Касел во 1614 година. Буквалното читање ги раскажува патувањата и образованието на братот Кристијан Розенкројц и неговото основање на тајно братство на слично подготвени луѓе. Имињата, бројките и другите детали имаат кабалистички алузии, во кои учените од тоа време биле добро упатени. Confessio Fraternitatis, исповедта на братството на Ружиниот крст, објавена во Франкфурт во 1615 година, одговори на забуните и критиките и дополнително го елаборираше ова прашање. Многумина беа привлечени од ветувањето на универзална реформација на човештвото, преку наука, изградена врз езотерични вистини од античкото минато, која скриена од просечниот човек обезбедува увид во природата, физичкиот универзум и духовното царство, за која велат дека била чувана во тајност со децении, додека интелектуалната клима не била подготвена да ја прими. Манифестите ги разработуваат овие работи обширно, но критички во однос на кабала, херметизам, алхемија и христијански мистицизам, теми чии методи, символика и алузии жестоко ги проучувале многу интелектуалци од тој период. Ветувањето за духовна трансформација во време на големи пребирања, манифестите влијаеле на многу личности да бараат езотерично знаење. Окултните филозофи од 17-тиот век како Майкл Мајер, Роберт Флут и Томас Вон се интересирале за светогледот на розенкројцерите. Во своето дело Silentium Post Clamores, Мајер го опиша розенкројцерството како произлезено од исконската традиција.
велејќи: нашето потекло е египетско, брахминско, произлезено од евлезинските мистерии и самотраките, магите од Персија, питагорејците и арапите. Во подоцнежните векови, многу езотерични друштва тврделе дека потекнуваат од оригиналните розенкројцери. Највлијателно од овие друштва беше херметичкиот ред на Златна Зора, кој произлезе од Societas Rosicruciana во Англија и броеше многу истакнати личности меѓу неговите членови. Илуминати, на латински Illuminatus или просветлен, е име дадено на неколку групи, реални и фиктивни. Историски гледано, името обично се однесува на баварските илуминати, тајно друштво од времето на просветителството, основано на 1 мај 1776 година во Баварија. Наведените цели на друштвото биле спротивставување на суеверието, мракот, религиозното влијание врз јавниот живот и злоупотребата на државната моќ. Редот на денот, напишаат тие во нивните општи статути, е да се стави крај на махинациите на продавачите на неправдата, да се контролираат без да се доминира врз нив. Илуминатите, заедно со масонството и други тајни друштва, беа забранети преку едикт од Чарлс Теодор, електор на Баварија, со охрабрување на католичката црква. Во текот на следните години, групата генерално беше отцрнувана од конзервативните и религиозните критичари кои тврдеа дека илуминатите продолжиле под земја и дека се одговорни за Француската револуција. Во подоцнежните времиња, како илуминати се именуваат многу групи во светот, особено оние кои се сметаат како одговорни за поновите случувања во светот поврзани со синтагмата нов светски поредок и светски заговор. Ова најмногу се должи на популарноста што ја постигна романот на Ден Браун Ангели и демони. И бидејќи е роман кој внимателно го имам прочитано неколку пати, сметам дека е само одлична фикција на авторот. Тајните друштва на модерното време обично имаат пракса да не си даваат име, најмалку од се вака очигледно конспиративно име. Немањето име на ваквите организации му возможува поголем превес на тајност. Типичен пример е групата кој ние ја знаеме под името Билдерберг. Ова име всушност името на хотелот каде оваа група го има одржано нивниот прв состанок, но тие меѓусебно никако не го употребуваат ова име за себе идентификување. Последна организација на која сметам дека вреди да се задржиме е Херметичкиот ред Златна Зора. Херметичкиот ред Златна Зора бил тајно друштво посветено на проучување и практикување на окултниот херметизам и метафизика од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век. Познат како магиски ред, Херметичкиот ред на Златна Зора бил активен во Велика Британија и ги фокусирал своите практики на теоргијата и духовниот развој. Многу денешни концепти на ритуал и магија, кои се во центарот на современите традиции, како што се вика и телема, беа инспирирани од Златна Зора, која стана едно од најголемите поединични влијанија на западниот окултизам од 20-тиот век. Тројцата основачи, Вилијам Роберт Вудман, Вилијам Вин Вескот и Семюел Лидл Медерс, биле масони и членови на Societas Rosicruciana во Англија. Се чини дека Вескот бил почетна движечка сила за формирањето на Златна Зора. Системот на Златна Зора се засноваше на хиерархија и инициација, слично на масонските ложи, а структурата на степените се засноваше на Societas Rosicruciana. Меѓутоа, жените беа примани на еднаква основа со мажите. Откако го направивме овој преглед на тајни друштва, верувам дека кај многумина ќе остане чувството на некомплетност. Мој главен мотив беше опфаќањето на главните езотериски тајни друштва кои во себе имале духовна компонента и влијаеле на развојот или на настаните во вековите наназад. Мој лично чувство е дека во светот постојат само две вистински тајни друштва. Едното на многу места се среќава под името Големо Бело братство, додека другото погодувате се нарекува Големо Црно братство. Кога велам братство, секако се подразбира заедница на мажи и жени, односно еднаков однос на заедништво. Големото Бело братство е таа тајна организација која со својата работа го води човештвото кон развој, духовно издигнување и хармонија, додека црното создава инволуција, опаѓање и конфликт. Иако луѓето кои се во овие организации се тајни, многу често се луѓе кои живеат покрај нас или во наша непосредна близина,
Иако една одлика им е многу силна, тоа е работа и молчење. Понекогаш, анализирајќи го светот таков каков што е, ми се чини дека овие две друштва се всушност едно те исто друштво и како спроведувачи на моменталната карма ни носат настани и околности кои ние ги интерпретираме како добри или лоши, а тие во суштина се неутрални. Сите споменати друштва до сега се манифестација на духот на времето во кое се создадени и постоеле, додека главната идеја и организација е универзална и трансцендентална. Многу пати на обичните луѓе кои покажуваат невиден потенцијал, приликата да се биде дел од одредена организација се јавува речиси спонтано, додека процесот кој ја прави конечната трансформација на свеста од профани во посветени индивидуи се нарекува иницијација. Вие сте на Татунчо канал, драги мои. Секој добро.